Ударните дупки на главните сообраќајници и општинските улици се главна тема помеѓу граѓаните во Скопје. До редакцијата на Прва Скопска секојдневно стигнуваат реакции од граѓаните за оштетените улици кои им представуваат проблем на возачите. Причината за настанување на дупките е солта што се фрлаше зимава за да го стопи снегот на улиците. Надлежните велат дека со години ударните дупки само се крпат, без да им се направи комплетна реконструкција, па затоа многу брзо повторно се јавуваат пукнатини и се отвораат нови дупки на коловозите. Конкретно реакциите на граѓаните се за улицата Благоје Стевковски во Маџари, каде ударните дупки ги има во голем број. Дел од оваа улица во изминатиот период беше реконструирана, меѓутоа на асфалтот повторно има вдлабнатини и пукнатини кои представуваат голем проблем за автомобилите. Истата приказна е и со другите улици во повеќе општини. Во катастрофална состојба е патот кој ги поврзува Хиподром и Илинден. Таму поголемиот дел од патот веќе подолг период е со ударни дупки, ископан асфалт и вдлабнатини и никој не превзема ништо. За поздравување е акцијата на општина Карпош за детектирање на проблемите на улиците, каде граѓаните може да пријавуваат ваков проблем. Пријавувањето се врши на адреса kontakt@karposh.gov.mk, како и на социјалните мрежи на општината. Од градот Скопје побаравме одговор дали и кога ќе се санираат ударните дупки на градските улици. Одговорот оттаму е дека секоја година јавното предпријатие Улици и патишта работи на терен за одржување и санација на сообраќајниците кои се во надлежност на град Скопје. Во моментов се работи на повеќе локации и екипите на јавното предпријатие ќе интервенираат секаде каде што ќе се појави потреба. Потреба за санација на ударни дупки има и на автопатот на влезот на Скопје. Овие дупки кои ги гледате позади мене се наоѓаат на влезот на Скопје и представуваат лоша слика за посетителите на главниот град. За состојбата на ударните дупки кои ги има на влезот на Скопје, како и на останатите патишта кои водат кон главниот град, се јавивме и во јавното предпријатие за државни патишта, но оттаму одговор не добивме. Револтирани граѓани велат дека загрижувачка е состојбата и кај регионалниот пат од Маџари до Катланово, поточно на насипот на вториот надвозник кај Јурумлери. Насипот на надвозникот почнал да се рони, најверојатно како последица од атмосферските води кои се слеваат по насипот и предизвикува отстранување на камењата со кои е направена косината. Со зголемувањето на оваа дупка која е веќе формирана, се загрозува стабилноста на насипот.